кога градовите ќе ги притисне смогот помешан со магла, кога испарувањето на штетните отровни гасови ќе ги надминат сите дозволени норми, кога децата полекано сигурно се трујат од црниот градски воздух, излегувањето на планина се повеќе личи на спасоносен чекор. Да се проветрат белите дробови, да се раздвижат веќе тромите мускули и да проработи побрзо крвотокот, тоа се суштинските лекови на се поболниот современ човек. Одамна веќе скијањето не е само мода, туку насушна потреба на современиот човек. Од ден на ден има се повеќе љубители на овој спорт, кој не значи само спортување, туку и многу корисно движење на чист воздух. Свежиот планински воздух и физичкиот напор со скиите, воспуштањето низ падините, не ги освежува само нозете и рацете, туку пред се срцето и крвотокот. Ова е особено важно, бидејќи последниве години заболувањето на срцето се најчести во модернизираниот свет. Еве овдека на белите падини, на нашите убави планини. Но, на жалост, од година на година има све повише. Но, на жалост, реков, родителите се уште ги држат децата така, без да им дадат можности да се бават со тие зимски спортови, кои што и на старите, као што видите, ја на 70 години, благодарејќи на тие зимски спортови и летни, разни, дават да човек може да биде така витален и да се одржи, да може винаги да биде пријатен во своето друштво. Јас би посебно напомнал потребата на нас скопјаните и на оние кои што живееме во една толку загадена средина као што е нашето Скопје, например. Вие редовно слушате секој ден колкова е загаденоста на нашиот град, тука спаѓа и Велес и веројатно доста градови во нашата република и посебно Скопје мислам. И општо е познато дека барем 1 до 2 дена во неделата би требало луѓето да се на некој начин извентилираат, било да е тоа Мавро, било да е тоа некоја друга планина или како водно, например, кој што не е најблизо на нас. Секој слободен момент, секој слободен миг се обидувам да го искористам во минување на прекрасниве терени на Мавро. И мислам дека за секој не само млад, него и да речеме и постар и среден човек, поминот на едно вакво прекрасно место може да значи само здравје, радост и убавина. Поготово за нас актерите кои поминуваме по 7-8 часа во сали полни со прашина, на чистиот воздух, само може да добиеме здравје и кондиција за подобри успеси. Скијашката грозница, која веќе долго владее во Европа и воопшто во светот, полекано сигурно е зафати нашата република. Од ден на ден има се повеќе љубители на овој спорт. Убавите терени и планините прекриени со снег ги привлекуваат и оние што порано не ја сакале толку многу на планината. Впрочем, нашата република има извонредни можности за развиток на зимскиот туризам. Деновиве го посетивме зимскиот центар Маврово и разговаравме со оне кукумина кои зимскиот одмор го поминуваат на прекрасните падини на Бистра. Пријатна новина е за нас македонците на зимскиот туризам и рекреацијата да му посетуваме големо внимание. Љубител сум на зимските спортови, чест сум гостин во Маврово
и можам да речем дека во последниве неколку години навистина бројот на туристите кои се занимаваат со зимски спортови бележи се поголем и поголем пораст. За тоа што значи зимската рекреација не би сакал спано да зборувам. После петдневната работна недела да се помине на планина неколку дена во смучање, во прошетки, тоа навистина мислам дека многу значи за работниот човек. Меѓутоа сакам да одбележам дека за младинските организации кои што своето често го изнесуваат во природа, тоа навистина е посебно важно прашање. За извидничката, за феријалната, за планинарите и така натака, боравењето во природа тоа е можност за спроведување на програмата, за спроведување на низа активности и на крајот на кршта и за активности кои што се тесно врзани со општенаrodната одбрана. Јас се водам извидничката организација во основното училиште Јохан Хајне Песталоци и овај прв ден од зимскиот распуст решив да ги изведам децата да се провеселат на убавите падини на Бистра. Ова организација има васпитен карактер. Голем дел од децата се членови на ова организација, таа им пружа пријатна разонода и затоа навистина децата многу е сакат. Децата се многу задоволни и дури не можам со збори да го искажам нивното големо задоволство. Скијањето или излегувањето во природата за мене значи еден вид убава рекреација. Сега за сега тоа го чинам со одредени тешкоти, бидејќи местата за сместување, објектите се доста скапи. Инаку, овде би посебно напомнал на едно прашање кое што покушаваме со една група ентузијасти да го малци развиеме, тоа е тој селски туризам, затоа што капацитетите на овде Маврово за сега мислам дека не задоволуваат. Па ние со една група така поголема стапивме во еден контакт со овие од селото, нели, и изнајмивме соби, сами ги наместивме тие соби и ми се чини дека тоа со мала инвестиција може да се направи многу, нели, да има еден колку толку еден удобен смештај. Колку време во годината и користите тие соби? Па, овие за сега 6 месеци, нели, колку трае зимската сезона. И ние сме почнали некаде од месец октомври, средината на месец октомври и ако биде добро, ако има снег, мислам, некаде до месец мај. И јас би на крајот поставил уште едно прашање, односно еден захтев до некое аутотранспортно предпријатие, имено да, колку е возможно тоа, да во саботите и неделите од Скопје се организира еден превоз, мислам, с автобуси, еден, два или повеќе. Има многу луѓе кои што се плашат и не се во состојба да дојдат поради тоа што е патот, например, малце опасен. Па не би било лошо да овие другари чујат, нели, да некако обезбедат барем во додека е, мислам, сезоната, автобуси еден, два и тоа сабот и недела. На крај би рекол дека од стилихтовите, од терените, од жичарата, ми се чини дека сите смучари се сосема задоволни, а едина замерка која што е многу тешка и за која што мислам дека ја кривет општината Гостивар, која што нема превземано никакви мерки да се направи патот кој што води од браната па се до жичарницата. Значи тоа е едно тесно грло во кое секоја недела и сабота се ствараат големи колони и некогаш е толку тешко да не може и да се помине. Затоа предлагам, нели, да се што похитно и што побрзо, така да речем, превземат мерки како би се тој пат уредил. Точно е дека патот од Брана према Случарскиот центар Маврово е тесно грло за нормално одвивање на сообраќајот. Меѓутоа, во развојните планови на туристичкиот регион Маврово, покрај изградбата на туристички објекти, како приоритетна задача се поставува изградбата и проширувањето на патот према Случарскиот центар. За оваа цел веќе се изготвени проекти
Во повеќе варијанти, од кои најприхватлива е варијантата да патот од Мавровската брана до местото така наречено Какачка река, тоест влезот во селото Маврово, се прошири и ублажат острите кривини, а од горе нареченото место до Случарскиот центар се изгради нов пат под постоечиот пат. Со таа можност да стариот пат во големите посети, во шпицовите, служи за растеретување на новиот пат. Но овој захват најсериозно е придено, така да мислиме оваа година оваа задача биде реализирана. Иначе, за оваа сезона превземени се максимални напори да со постоечата механизација и со додавање на нова механизација патот биде проходен и редовно прочистуван. Денеска ние дојдени сме овдека со автобус и мислам ова би требало да се воведе во секојдневната практика, бидејќи ние младите, пошто немаме превозно средство и не можеме овдека да дојдеме секој ден на падините од Бистра, бидејќи некој не може да плата за пансионот. Па сметам дека ова би требало да дојде секојдневна практика, односно од Скопје до падините на Бистра, да имаме еден автобус кој би можел нас да носи. Ovde za mladite nema zamor. Po užивањето на белите терени, во вечерните часови, слободното време го поминуваат играјќи и слушајќи музика во еден од диско-клубовите во хотелот Бистра и во Бел конј. Нема оправдување, барем за сега сите сте во добра кондиција. Пази се со многу пиење за утре на скијање. За мене лично оваа новина што денеска слушнав, акцијата на Интермакедонија, на туристичката агенција Интермакедонија и на туристичката агенција на АТП Пролетер, со свој специјален автобус скопјаните, поготово младинците, да ги донесуваат до жичарата, да им платат превоз со жичара, да им обезбедат ручек, за се на се 100 динари, на вистина значи потек кој се да се поздрави, но и да се следи. Благодарејќи на некое туристичко друштво, сега се дава можност да мнозина кои што сакат, се формира еден автобус кој од Скопје доаѓа до Маврово, некои доаѓаат и до Попова Шапка, така да нашите бели падини се приступачни на сите наши луѓе. Во ПТТ имаме едно 200 членови, но повеќе се планинари. Не располагаме со реквизити, но колку и да е, со тие малку реквизити има еден доволен број членови кои што се многу добро совладале смучарството, скијањето по нашите убави планини. Рибни, малку рибни, оп, оп, на тежината на довршна. Так, напред. Добар. Напред, ајде.
Ајде, фино, 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 фино. Денеска во планините многу смучари и својот одмор го проведуваат на прекрасните зимски пейзажи. Меѓутоа, многу од нив може би не знаат каква опрема да набават. Би им препорачал при купувањето на опремата, ако немат некој поискусен смучар да им му каже што треба да купат, да купуваат ски обично висина колку што се тие високи. Ако е нормално околу 170 висок, да и скиите бидат околу 170 и евентуално едно 5-6 сантима и помали скиите видат отколку возраста отколку висината на купувачот. Везу има разни, меѓутоа сите тие се на принцип на автоматско откачување при паѓањето. И било кој да се земат, би ја свршиле работата. Меѓутоа има за децата пионерски, јуниорски везови кои порано откачуваат и са према тежината на смучарот. Затоа за помалите деца треба да се барат и такви соодветни везови. За поголемите треба да барат према тежината, ако е преку 60 кила тежок, да бара везови за таква тежина. При набавка на стаповите треба да се води сметка да не бидат ни високи ни куси, односно треба да стапот биде висок колку му е висока подлактицата кога ќе свитка ракат. За овој планина треба да се купи соодветна облека да го заштити смучарот од студовите кои се некој пат присутни на смучарските терени, но во главном на терените е топло. Да набават ракавици, топла вунена облека. Чевлите не треба да бидат за почетниците многу високи и тешки, како што ги некои купуваат, туку може да бидат пониски малце, да би можеле да полесно учат, да можат да одат, затоа што при учењето прво е одењето. Кога ќе научат тие да одат, да се вртат, покасно може да појдат на покомплицирана и потешка опрема. Возрастните кои веќе ја набавиле зимската опрема можат долго време да ја користат. Но што станува со децата кои растат и од година на година скапата зимска опрема им е помала? Какви се тешкотиите со кои се сретнуваат родителите и младите и што тие предлагаат за надминување на овој проблем? Разговаравме со неколкумина купувачи во продавниците на Словенија Спорт во Скопје. Купувам зимска опрема за помалиот син. Кој пат купувате сега за него? Ова е веќе втор пат, а како и секој година се случувам со проблемот на скапата зимска опрема за децата, која што скоро се изедначува и со опремата за поголемите. Тоа е еден проблем кој што неминовно го наметнува прашањето што понатака ако сакаме и најмалите да ги навикнеме да одат и да почнат и со нас да смучат. Јас сум веќе во малку по-добра ситуација, пошто имам две деца со разлика од 2 години, така да можам да ја комбинирам опремата од едното за другото дете, но останува со што понатаму со другите. Подолго време со колегите со кои што се среќавам на скијање, кои што имаат деца колку моите, разговараме што да направиме за да овој проблем, финансиски проблем кој што се наметнува во последно време, некако по-безболно го решиме. А тоа е со това се наметна и фактот да заинтересираме некоја од овие или трговски организации или организации кои што би сакале да се занимаваат со рекреацијата на најмладите, да отворат, да наречеме еден комисион, кај што ќе може ова опрема веќе една година користена од помладите смучари да ја
отстапуваме за минимални цени, поломни цени, со што би овозможиле и другите помлади идни смучари да се користат, а со тоа и на родителите да им се олесни по економски пат на полесен начин да дојдат до ефтина опрема. Кемо, се определите ли кои ски ги земете? Па не, јас земав сега опрема, сега вака гледам само нешто. Од сега земав, почнал да скијам почетник, сум купив опрема, но сега гледам што има други модели, и оваа што ја земав доста скапо, ја платив. Пред тоа барав да земам на стара опрема, дека како ученик ние немаме доволно средства да одвоиме исто скијањето, доста скап спорт, убав спорт, но доста скап спорт. И барав да земам на стара од негдека, но немав, мислам би требало да се отвори некоја вака продавница кај што ќе може некој кои сака да земат нова опрема, старата да ја дадат, па така некои почетници кои се учат да земат од таму за поевтини пари стара опрема, како би можеле да се учат со стара опрема, да секако со нова опрема да се учи е доста скапо, бидејќи не секој не знае добро да вози, ја упропастува новата опрема, потоа после неколку години треба повторно да зима опрема. Навистина, скијањето е скап спорт. Меѓутоа, опремата што ни ја нудат нашите производители, по цените и квалитетот е на светско ниво и можноста да се купува на кредит ги одлага за момент дилемите при опремувањето на секој љубител на овој спорт. При купувањето на скијачката опрема не треба да се води грижа само за длабочината на джебот. Тука не важи правилото дека најскапото е и најдобро. При избор на опремата, а особено при купувањето на скиите, треба да се води грижа за телесната висина, тежината, темпераментот, годините на староста, стекнатото искуство и веројатно уште неколку елементи. Порано, кога се возеше повеќе право, важеше правилото дека скиите мора да бидат толку долги колку високо допира подигнатата рака. Денеска, кога скијашките патеки се наоѓаат покрај чарниците, замрзнати и често пати нерамни, скиите мора да бидат покуси. Ова особено важи за почетниците и за оние скијачи кои не ја совладале наполно техниката на скијањето.